Моли Бога о нас, Свети Очи на умност и чудотворче, моли Бога о нас. Спаси Христе Боже, Спаси Христе Боже, спаси. Колку сме годинава сите? 6-9 што пешаче. Па, драги мои, дали знаете каде се наоѓам сега? Ова е планината Галичица, каде што секоја година во пресрет на празникот Свети Наум, група поклоници, денеска ги има во најголем број до сега. Значи 70 луѓе има овде, од најмала возраст, значи има многу мали дечиња до пензионери, буквално од секоја возраст. Се пешачи од долу некаде Преспанско село и маршрутата некаде е околу 30 км низ планини, низ кози патеки, низ повеќе други предели и со нас е отец Стеван Здравески од Битола, многу почитуван отец, и цело време се пеат песни, молитви и веруваме дека Свети Наум е со нас. Исто така имаме и мошти од повеќе светители. Отец Стеван ги носи за благослов, од Свети Никола, од Свети Георги Победоносец, Свети Кристофер и слично. Значи имаме некаде 9 до 10 сати пешачење. Главната цел, крајната цел ни е Свети Наум во Охрид. Непорочную и Матер Бога нашего, честнейшую херувим, славнейшую бессмертная Серафим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Значи, како што можете да видите, се уште одиме. До сега одиме некаде 3 или 4 часа. Ке ви известуваме каде сме и што сме своевремено. Овде може да се види колку има природен чај. Значи, мириса прекрасно. Се осеќа мирисот и на мајчина душичка и на... Тука има едно специфично, знам претходно кој што била сум берела, едно цвеќе кое што е мајчината душичка, кое е популарно овде во Битола како лековито, со многу лековити својства. А ние само уште многу малку не и се искачуваме горе на еден врв. Ќе објаснам подоцна. Мирослав, што си професионален планинар, да, он е тука со сите апарати. Веќе стигнуваме на некое, да кажем, сега точно ке се сетам што беше врвче, малку е тука рамно и обично тука се прави пауза за ручек. Значи до сега мислам дека патувавме 4-5 часа, одиме пешки. Гори има и пат, но ние одиме исклучиво по планински предел. Сокол, че ти даваме едноставен рецепт, тој е многу ефтин и убав сокој. И че стои 15-20 дена на сонце. Божествена убавина.
Сега малко се спущаме. Сега не знам дали е по-тежко да се качуваш или да се симнуваш. Мислам дека иста тежина има, но се држиме со другарката Анета. Не е тако видиш. Стръмно. Удобно. Како што некои кажа дека овде е најопасниот дел, бидејќи се спушташ удобно, а се лизга. Значи овде имало деновива и дожд, како и на многу места во Македонија. Се најавува дека и наскоро повторно ќе почне, но ќе видиме. Значи ова е Охридско езеро од Височина. Како се вика со место? Не подалеку е. Ева како го е. Ние треба да бидеме доле, да спаднеме на главниот. Ќе сега да го датирам. Да, пештера. Грција. Од каде овде? Значи сега отецот ни кажа, Трпеница, таму тие згради, покрај езеро што гледа долга зграда, таму е Ситинава. значи можете да предпоставите каде сме сега, каде треба да одиме. И езерца се каша догоре, ама не пеме. Не. Сега прочитаме акатистот на Светина. Отисколение Господово, о любов Божја излејана за народ небесна копрена, преку тебе религна уле, належна во Господа полагаме, име ти именуваме, срце си очистуваме, моли се за нас, ангел на црквата. Подигна за и ние со нив денес, науме кон тебе да повикуваме. Радувај се, Климент архипастир, а ти смирена звезда пред сечија душа се покажа. Радувај се, Охридско езеро, твоја наметка во своја двобор. Се помаза Божјата чеда Никола во Етаноси сине, свето до Зеселен душа од Ами, се помаза Божјата чеда Митра во Етаноси сине, свето до Зеселен душа од Ами, се помаза Божјата чеда Приляна во Етаноси сине, свето до Зеселен душа од Ами, се помаза Божјата Игор во Етаноси сине, свето до Зеселен душа. Тимошти од Свети Георги, Свети Стефан. Ова долу мислам дека е трапеица. Се гледа од изгоре. А таму некаде Светина. Значи моштите горе се дефинитивно, сега го праша фиотецот, од Свети Стефан, Свети Георги и Свети Кристофер. А иконата е од Светина. Иако мислевме дека сме близу до целта, но имаме уште 4 сати. Сега веќе тргнуваме од местото каде што читавме акатист и каде што се поклонивме на светите мошти на Свети Георги, Свети Кристофер и Свети Стефан. Секако и се помоливме на Светина. Неколку години овде знам дека беревме чај планински од врвот на Галичица. И ова е исто така еден малку потешок дел, бидејќи се оди по камења. Луѓето претешно носат стапови
И аз имах некаде, но го загубив. Де може да приметите дека има како изгорена шума. Пред неколку години кога одев на пешки, овде на двајца момчиња од Битола им падна раница долу во провалијата и ние бевме да кажеме под еден вид стрес, бидејќи не дојдоа долго време и замислите после неколку месеци ранецот му бил најден од некои минувачи и му беше однесен дома, а во тој момент не го најдоа. А сега се гледа видно дека имало пожари. Некој следува, але го нашли долу. Доаѓи долу. Не следува, значи негде не знам да ми кажат кај го најде. Јас Долу го нашли. не знам како најде. Дали има таму пат? Пат има, пат. Дали има пат за кули или има пат пешки што деле? Пат че пешки, ама нешто гледале, маркирале, правеле, мателе од ова што биле мајсторите за шо. Густо, браснато густо. Проблем. Тука најдовме на еден проблем. Има скршено, мислам дека и опожарено дрво и паднато. Значи неочекуван инцидент. И не знам, малку ќе имаме потешкоти. Но еве и отецот каже дека има шанси да удрило гром во дрвото. Сега кажа, јас кога бев пред неколку години беше многу зелено, имаше борова шума, но пред 2 години овде имало голем пожар и ова е се последица на пожарот. За жал. Има уште малку трновит пат, додека да стигнеме до асфалтот. Само да кажам дека ова група е поклоници брато Драги од Битола, со Жаре, утешител хуманитарна организација, како и бројни верници од најмногу од Битола. Како што можевте да видите, има од 7 години па до 70 и има доста од Прилеп, од Кавадарци. Јас сум единствено од Виница, но се молам за сите виничани и за сите луѓе во светот. Телото си го распнал, преблажена уме, си се стремел како апостолите да се подвизуваш и безбројно мизиско множество во верата си го вовел, така и нас од твоите молитви избави не од искушенија. Конечно, малку рамно патче. Значи, еве, излеговме од сите оние перипети. Само да видам, мислам дека сме 6-7, па може би 8 сати во пешачење. И иако беше најавено дека ќе има дожд, до сега нема, а ние наскоро ќе спаднеме, ќе слеземе на главниот асфалт, некаде кај Љубаништа. Ова е Кире од Прилеп, кој моментално ми го носи ранецот, мала помош. Еве го патчето кој води кон асфалтот. Значи имавме една мал инцидент, малку гутнавме, но сега еве да си го забележиме за друг пат, бидејќи на крајот малку е како истиот терен, целиот, но има едно патче кој што е исклучиво се води по него за да се спуштиш долу на асфалтот и сега еве уште многу малку сме долу. Драги наши, еве сме при крај. Заборавив да ви кажам дека со нас има и Саши од Велес. Чао, Саши. Кој е? Кој е? Снимаме клипче. Значи ова се сите борци. Малку залутавме, но еве сега за многу брзо ќе бидеме на асфалтот. Од човек на човек. Кај сме сега? Можете да видите кај сме. Ги поменуваме последните чекори од патеката
и долу веќе асфалтот. Еве љубаништа, значи секогаш е така, слегуваме во љубаништа и кај овде има една црквичка, таму се чекаме, малку одмараме и продолжуваме по патот пешки, но овој пат по асфалтот се до Свети Наум. Роди се Дево, радуј се, Благодатна ја Марија, Господ со воју, благословена ти жена и благословена. Еве гледате дека сега сме во црквата во село Љубаништа. Мислам дека овде имаме доаѓано и претходно. Сега не се сеќавам, ќе видам на кого беше посветена и ќе ви известам. Остатокот од групата е внатре, остатокот позади мене, јас сум некаде на средина со Кире од Прилеп, со неговиот милозвучен глас. Инаку сите добро пеат и сите се екстра, цела група. Црквата отворена ли? Не. А на кој беше посветена? Свети Никола, да, црквата е Свети Никола, ова се тетка Васка од Кавадарци, мои драги пријатели. А ова е погледот на езеро, не на море. Но е прекрасен. Ние што? Абе, ние се тргнавме. Абе, ние од рампа да свртивме 8 км од кој ги направивме. Ние не му оставивме 50 сат да чекаме. Твоим жителством. Достояние Твое, нас опротивлија дарујај. Владе со црква. Еве, групата до сега си прави многу душекорисен разговор со отец Стеван, а сега ова е патот што не води кон самиот Свети Наум. Значи, изодивме, сега да видам, точно повеќе од 12 часа сме по планините. Смртта ја победи и на оние погробовите живот чекаре. До воскресе и смрти, смрти усмрт поправ. Исус Nek ima rastojanije među vas. 20 rastojanije, 20 rastojanije. 20 rastojanije. Дека никој не може да одолее на оваа убава природа што е во Свети Наум и оваа среденост, а ние со волка во голем број. Еве, веќе влегуваме и сме уште малку пред самата црквичка, односно настилот. Еве, тука реката Црндарин и сме во езеро. Бидејќи сега сме дојдени на поклонение, значи немаше ни во предвид да се капеме или нешто друго. Целосно сме му посветени на Свети Наум и на неговиот празник. Сакаме да се помолиме за сите луѓе во целиот свет, за Свети Наум да се моли, застапува за нас.
И еве сега конечно влегуваме во црквата и ќе видиме дали вечерната богослужба е започната или не, и ќе се приклучиме секако. Затоа сме дојдени. Значи, сите во Македонија знаеме колку вреди, колку убаво ова место е, прилика да видат и некои што не се од Македонија, колку е убаво Сетинаум, целата природа, а најмногу духовноста. Значи, светите мошти на Сетинаум, кои до денес прават чуда и се уште живи. Тоа е жив светец. Еве сега се наредивме нашата група. Сакаме да се поклониме пред светите мошти на Свети Наум Охридски и да се подготвиме за оно што следува подоцна. И овде ќе спиеме оваа вечер на отворено со хотелот со милион звезди, што би рекол нашиот брат Драги, што што е заслужен за голем дел за се што се случува сега. Се поклонивме на светите мошти, сега чекаме во 19 часот е вечерната богослужба. Веќе е тука нашиот владика митрополитот Иларион Прегалнички и други свештено служители и владици. Бавина. Да имам снимали некои што се баш наши светци. Подготвен е нашиот хотел со милион звезди. Значи веќе се подготвивме на големо. Значи шатори, кои вреки. Почна вечерната во 7 часот и ние сега ќе одиме на вечерна, а потоа овде на спиење. Ево ги отецот. Божи убавина. Господи, помилуй. Само да видите колка редица, значи веќе вечерната служба, се повеќе народ доаѓа од сите страни. Значи, можевме да приметиме дека има доста и мусlimani, кои што многу го почитуваат Свети Наум и тој има направено чуда дури кај нивни. И затоа ние си ја купивме книгата Чудата на Свети Наум, за да ги прочитаме сите. Веќе е темно, но се уште прекрасно, преубаво. Сега е веќе 8,5 часот, скоро 9, а само можете да видите колкава колона. Ова е надвор, и внатре, ако замислите колку се до самиот манастир, значи ова е чудо. Колку голема почит и колку луѓето веруваат во исцелителните молитви кои ги пренесуваат пред
нашиот голем молитвеник пред Бога Свети Наум. Втор ден. Некој веќе е разбуден, некој се обидува да заспие. Јас воопшто не сум спиела. Спиев тука на оваа купа. Полека ќе се подготвуваме за утринската, како и се она што ќе следува подоцна. Изненадување. Видете го колку е убав. Значи ова е сега во 6 часот наутро. Колку е прекрасно Охридско езеро, нашиот бисер. А веднаш тука уште нешто позначено за нас. Свети Наум. Еве сега е во тек утрената и за некое време ќе почне литургијата. Луѓето се повеќе и повеќе, поголем број доаѓаат од сите страни. Еве видов многу мои блиски пријатели, монаси, свештеници и слично. Убава прилика, нели, заедно да го чествуваме овој голем празник. Еве ги водниците нашиот многоценет владика Пригалнички Иларион, владиката Европски Пимен и Георги, владиката Нова епархија. Вчера беа овде и сега на литургија се така. Пийте од неја сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за вас и за мнозине за простување на гревовите. Православни христијано наши, нас отпротивија наруја, и Твоје собрањаја, Христов Твојим живелство. Искушенија и благослови. Христе Боже, благослови го јадењето и пиењето вечеревно животе. Овој свет манастир на сега Твоето срце, секогаш и во веки веков. Амин. Или благослов Божи здрави спасение. Амин. Да причени сите причестите. Амин. Патувањето нека ни го прими Господ како жртва за прошка на многу наши гревови. Амин. И проспорува на наши желби. И така се заврши едно многу убаво патешествие во Охрид и се надевам дека секоја година ќе можам да бидам присутна на ова премногу благодатно патешествие с чест и слава на Свети Наум. Веќе втор, ако не е трет ден, овде редиците се преголеми, сега бе црквата, значи се чека редица од
дури од долниот влез и до горе. Че река од поклоници од секаде. И сите коментираат дека многу муслимани доаѓаат да му се поклонат, бидејќи има направено чуда токму на нивни нели жители, и тоа е некој знак, нели, која е правата вера.